Вчерашната изјава на министерот за земјоделство Љупчо Николовски за продолжување на мерката, која значи помош од 3 денари за килограм арпа, не го менуваат ставот на оризопроизводителите. Тие понатаму се незадоволни и категорични дека протести ќе има. Таа изјава на министерот и таа мерка ништо не ни значи. Ние остануваме на нашите застапени ставови. Вие ги знаете кои се 40 динара откуп, исплата на земјоделни субвенции до крајот на месецот и протестот ќе мислам за неколку дена. Вие новинари ќе бидете информирани, а тоа е еден поголем протест ќе биде на ниво на Република Македонија, значи на сите земјоделски сите региони. Изјавата на Арсов доаѓа само еден ден откако министерот Николовски најави продолжување на мерката. Владата и министерството се спремни да ја продолжат оваа мерка и еве најуваме дека истата ќе биде продолжена. Дополнително ќе одлучиме дали тоа ќе биде преку програмата за директни плаќања или преку ковид пакетот. Тензиите оризопроизводители Министерство за земјоделство се присутни веќе втора година, а оризарите неколку пати излегуваа на протести и блокади. Незадоволни се поради ниската откупна цена на оризовата арпа, која во еден период изнесуваше и 18 денари за килограм, поради што тврдат дека помеѓу 70 и 80% од производството се уште стои непродадено. Од Министерството најавија анализа на останатите количини, а нивните очекувања се дека во амбарите има околу 15.000 тони арпа. Со која цел се прави анализата и дали нешто ќе се превземе во врска со непродадените количини, засега е неизвестно.